Остри реакции на експертската јавност по катастрофалниот извештај на Стејт Департментот, со кој несомнено се потврди дека во земјава цвета корупција. За универзитетскиот професор Васко Наумовски загрижувачки е тоа што во извештајот се наведува дека и американските компании присутни на македонскиот пазар ги нотирале корупцијата и лошите услови за работа. Сите овие извештаи на американската администрација во суштина ги бележат недостатоците во однос на инвестицијската клима во конкретниот случај. На овој начин во суштина се испраќа порака дека Соединетите американски држави се сериозно загрижени за растечката корупција во државата, која што штети не само на привлекувањето на странски инвестиции, туку и на светкупниот напредок на државата. Владата уште вчера се правдаше дека посветено работи во борбата против корупцијата, но професорот е дециден дека едно е кога се зборува, сосема различно е кога се работи во пракса. Тој вели дека недостатоците како што е корупцијата се дел од забелешките и на Европската унија, што значи дека власта ќе мора искрено да се посвети на ова поле доколку сака да демонстрира конкретни резултати. Секогаш е потребно декларативните најави да се реализираат и во стварноста. Едно е кога само се зборува за борба против корупција, сосема е друго кога ќе се демонстрираат конкретни резултати во таа борба против корупцијата. И извештајот од Соединетите американски држави во суштина кажува дека не достигаат резултати. Од декларативните најави за борба против корупцијата нема да имаме никаква корист ниту ние како граѓани, ниту пак компаниите кои што сакаат да инвестираат овде. Американскиот Стејт Департмент вчера објави загрижувачки извештај поврзан со бизнис климата во Македонија. Во него, корупцијата и непотизмот како главни проблеми со кои се соочуваат инвеститорите во земјава беа споменати во повеќе наврати. Во извештајот се потенцираа и други аномалии, како злоупотреба на скратени постапки, конфликт на интереси при јавните набавки, селективно правосудство, подкупи, корупција на јавните функционери.